Градежните компании гледаат спас од кризата во секторот во најавените 250 милиони евра капитални проекти на општините. Откако премиерот Мицкоски најави дека со ребалансот ќе се скрати непотребното и ќе се доделат пари на локалните власти, компаниите се надеваат дека ќе учествуваат во изградбата на нови училишта, градинки, патишта. Ние се надеваме на сите оние чекори кои ќе ги преземе новата влада, ќе бидат во насока на инвестиции во градежништвото, дека ќе бидат препознаени македонските компании, домашните компании, ќе им биде обрнато внимание и условите кои ќе се креираат не само за да се изградат капацитетите, него да се изгради и целото градежништво. Така да секако ни е мило за 250 милиони евра ако се инвестираат во градежништвото, има и многу други проекти кои би требало да се реализираат. Состојбата во моментов е загрижувачка. Договорот кој претходната влада го склучи со Бехтел и Енка во 4 очи ги дотолчи. Велат имаат капацитет да работат исто како и странците, но бирократијата ги спречува во тоа. Гневни се бидејќи во други држави работат во конзорциуми без проблем, но во сопствената држава имаат бројни кочници во работењето. Едноставно бараат ист третман како и странските фирми кои работат овде, им го одземаат кадарот и го одливаат капиталот надвор. Ние имаме примери на наши компании кои реализираат милионски проекти, да речеме во Република Српска, 350 милиони евра договор во рок од 4 месеци, а тука не можеме да најдеме место во домашната оператива. Секако, доколку истите услови што се дадени на стратешки партнер, се дадени на македонските компании, ние ќе го решиме целиот проблем. Градежниците формулираа низа барања за помош на секторот кои ќе ги презентираат до властите. Бараат промена на неколку закони со кои би се елиминирале административно-техничките пречки за работа, би се промениле критериумите за добивање тендери, би се избирала економски најповолната понуда и неделата како ден би бил работен за овој сектор. Од комората вела дека во моментов за едва 4% од вкупните градежни работи на капиталните проекти се ангажирани домашни фирми. Остатокот го работат странските компании. Според првичниот буџет, годинава требаше да се реализираат капитални инвестиции од над 730 милиони евра. До крајот на мандатот на претходната влада, завршено е едва 28% од предвиденото.